Почитувани, ви се заблагодарувам што во волкав број го поддржавте денешниот протест на ВМРО ДПМН пред Министерството за здравство. Протест на кој гласно се спротивставуваме против неправдите, штетите и трагедиите кои оваа ненародна власт ги прави врз граѓаните на Република Македонија, и протест против хаосот во здравството, но и против всеопштиот хаос кој владее во Република Македонија. Но прво ќе ве замолам, во интерес на зачувување на сопственото здравје, да се однесуваме и да се однесувате одговорно и да се обидете да држите соодветна дистанца на овој протестен собир. Почитуван министер за здравство, почитуван доктор Филипче, уште колку страдања сте подготвени да им испорачете на македонските граѓани, за да разберете дека одамна ја промашивте работата за која што сте платени. На Македонија беше потребен министер за здравство, кој уште со првите најави за разорноста на пандемијата ќе организираше брзо, стручно, ефтино и прецизно тестирање. Министер кој требаше да обезбеди дополнителни функционални болнички капацитети. Министер кој требаше да обезбеди дневни болници за болните од COVID-19. Министер кој требаше да организира сигурни извори за набавка на лекови и суплементи кои помагаат во борбата со опасниот вирус, и на крајот да обезбеди доволно капацитети во кои би се згрижувале останатите пациенти со хронични или со акутни диагнози, кои не се заразени со COVID-19, но имаат нужна потреба од болничко лекување. И најважно, министер кој ќе обезбеди стратегија и ќе набави доволен број на вакцини за имунизација на населението. Ништо од ова не беше испорачано, почитуван господине министер. Ништо. Се уште има недостаток на одредени лекови, се уште нема доволни вакцини. Наместо она што беше нужно потребно, повеќе од 13 месеци добиваме само лаги, инцидентни решенија, крај на јануари и средина на февруари, лаги, ветувања, па не во февруари, ама сигурно во првата недела од март, па лаги, избрзани решенија на необмислени пресконференции, лаги, па ретерирања, па не март, април, па повторно лаги, па најава за вакцини, па лаги, па подарок вакцини, па пак лаги, па почеток на општа имунизација со, замислете, 5000 вакцини подарени, па пак лаги. За волја на вистината, единствено добивме импровизации, менување на ставовите и одлуки во од на дневно политичка основа. Најновата, за вчера на 15 април, бидејќи имаме набавено доволен број на вакцини за имунизација на населението, не ни требаа вакцини од Институтот Торлак од Србија. А веќе вчера, на 16 април, кажувате дека ќе пратите тим да преговара во Белград за да договори стратешко партнерство со Институтот Торлак. Исто како што не требаа дополнителни мерки за справување со пандемијата, само и само за да се одржи попис. А истиот ден, кога пописот беше одложен, се појави и неодложната потреба за воведување на нови рестриктивни мерки за справување со пандемијата. Исто како што преговаравте за висината на цените за лекување на болни од COVID-19 во приватните болници, па не преговаравте, па потоа поднесовте закон до владата. Срамно и недостоинствено. Судбината на Македонија и на незините граѓани е во рацете на луѓе кои носат одлуки согласно дневната агенда и инспирација. Срам за цела држава, достоинство нула. Почитувани, важно е да се напомене дека претеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата по скратена постапка ќе поднесе предлог закон за дополнување на Законот за здравствена заштита, со кој на сите граѓани кои користеле услуги за лекување од COVID-19 во приватните болници, државата ќе им овозможи враќање на разликата во цената помеѓу државното и приватното здравство. Имунизацијата во светот, но и во соседството, почна пред повеќе од 4 месеци. Во соседна Србија предвадена излегува со податок дека официјално се вакцинирани 3 милиони луѓе, без малку 50% од населението. Има земји во кои во еден ден имунизираат по 300.000 луѓе.
Израел веќе го заврши процесот на имунизација на населението, а ние вчера се пофаливме дека сме имунизирале околу 35.000 луѓе. Срам и арам! За 13 месеци 4388 наши сограѓани починаа од последиците на COVID-19. Бог да ги прости. Од нив 1024 се лица кои починале во последните 30 дена, од 16 март до 16 април. Ова се поразителни факти. Залудно е денес да прашуваме и да зборуваме за тоа што ќе се случеше и колку животи ќе беа спасени ако се беше поинаку и ако оваа власт, ова министерство и овој министер носеа поинакви одлуки. Она што го направивте, она што не го направивте, а требаше да го направите, резултира не само со губење на човечки животи, туку и со разорување на македонската економија и сите други сфери на општественото живење. Цели стопански гранки зависат од имунизацијата. Угостителите, туристичките работници, конфекциите не работат. Не работат ни македонските театри, почитуван министер. Македонските музичари се на работ на екзистенцијален колапс. Индустријата за организирање настани е пред дефинитивен банкрот. Оние што ќе преживеат пандемијава, ќе преживеат ли после пандемијата, господине министер? Со ваков образовен процес каков што го имаме во моментов. Од пред таблетите и лап компјутерите ќе ни излезат социјално обезличени деца. Каква иднина ќе имаме, господине министер? Затоа, наместо да се развозувате со премиерот и свитата на вашите скапи мотори, да отворате и затворате хотели на една ноќ, додека обичниот народ не може да преживее од први до први, доблесно е барем еднаш да го повлечете вистинскиот потек. Денес, пред да тргнете на викенд со омилениот ви премиер, извадете ја кацигата, симнете ги розовите очила со кои што гледате дека блескаме, поднесете ја, погледнете ја реалноста и поднесете оставка! Оставка! Оставки! Оставка веднаш! Оставки денес! Оставка, господине министер! Веднаш! Да сте живи и здрави!